Тунелот под Лимак е речиси готов, но Абер нема од изградбата на кружните текови кај Diamond Mall, кој ги вети Коце, ги почна Петре, а Данела не ги ни допре. За сега не се знае колку време е потребно за да се поврзат и пуштат во употреба 6 ленти и 2 трамвајски линии во сообраќај. Местото каде е планиран кружен тек сега е парк, а од кабинетот на град Скопје не добивме одговор до каде е постапката за изградбата на истиот, со кој што треба да се поврзе подземната сообраќајница кај Diamond Mall. Арсовска пред 2 години рече дека е потребно време за реализација на кружните текови, бидејќи од минатото раководство наследила нерешени експропријации на трасата, но досега не даде одговор за тоа дали е најдено било какво решение. Градот засега нема никакви активности, ниту во делот на кружниот тек кај Водњанска, ниту пак кај Јужниот булевар. Град Скопје требаше да изгради 3 приклучоци за подземната улица, односно кружниот тек кај Нова Македонија, на крстосницата кај Железничка со Бихачка и кај подвозникот кај крстосницата на булеварите Свети Кирил и Методи и Кочо Рацин. А градоначалничката Арсовска рече дека ќе бидат приоритет во незиниот мандат. Како што веќе објави турската компанија Лимак, тие ја имаат изградено подземната инфраструктура, која не може да биде во функција, односно не може да се вози по неа, додека не се изградат влезовите и излезите, кој според договорот кој беше потпишан уште во времето на поранешниот градоначалник на Скопје Коце Трајановски, е обврска на градот. Од Лимак предупредија дека со отворањето на трговскиот и вселувањето во двете згради ќе има поголем број жители и посетители во тој дел од градот, а улицата која треба да го намали метежот нема да биде во функција. Подземната сообраќајница треба да биде главната аорта за намалување на сообраќајниот хаос во градот. За незина изградба нема Абер, а не пак за незино пуштање во функција кој е од големо сообраќајно значење, и со тоа би требало да се растерети сообраќајниот хаос и метеж кој се создава во центарот на градот.